Вести на Канал 8. Добар ден. Ромската заедница од Кочани го започна одбележувањето на 8 април, меѓународниот ден на ромите. Со подршка од локалната самоуправа се одржаа спортски надпревари на учениците од основните училишта. Екипи од кочанските основни училишта се дел од турнирот во мал фудбал што се одржа по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите. Тој се спроведе во рамки на активностите што по повод празникот заеднички ги организираат локалната самоуправа и невладината организација Авена. Организаторите рекоа дека основна цел на спортските надпревари е да се реализираат заложбите за мултиетнички соживот, промоција на културата и традицијата, како и на толеранцијата и подоброто меѓусебно разбирање. Според досега прикажаното, целта е остварена, а активностите за одбележување на Денот на ромите продолжуваат и во наредните 2 дена. Овие 3 дена има активности и тоа денеска почнавме со организирање на фудбалски надпревар. Тука организатор е Авена, Сдруженијето на Роми Авена. Еве, завршуваме со овој настан. Утрешниот ден имаме посета на градинката Клон 4 и посета на групата Инклузија на деца роми, каде што има вклучено 25 деца роми. Меѓутоа ќе настапат и другите клонови, децата од другите клонови, ќе имаме една забавно-рекреативна програма. И третиот ден имаме културно-уметничка програма, значи тоа е на самиот ден на 8, каде што ќе имаме учесници и македонци и роми од училиштата, соло изведувачи, групи, играорни групи, балетска група. На надпреварите што се одржаа во спортската сала Никола Карев, првото место го освои екипата на основното училиште Раде Кратовче. Второто место му припадна на тимот на Малина Попиванова, а трети беа учениците од Никола Карев. Од општина Кочани за сите нив беа обезбедени дипломи и пехари. Во саботата во просториите на Сдруженијето на пензионери во Кочани беше презентиран идејниот проект за домот за стари и изнемоштени лица. Според најавите се планира средствата за изградба на објектот да се обезбедат преку јавно-приватно партнерство. Реализацијата на проектот за домот за згрижување стари и изнемоштени лица ја помина првата фаза со комплетирањето на техничкиот план и придружната документација. Објектот и практично, преку видеоанимација и макета, викендов беше представен во јавноста на презентацијата што се одржа во просториите на Сдруженијето на пензионери. При тоа беше речено дека се работи за современ старечки дом, што ќе ги задоволи потребите на граѓаните од источниот регион. Вкупната површина на градежната парцела за објектот и парковското уредување изнесува близу 4000 метри квадратни. Ќе биде едно дело кое што засега го немаме никаде во источниот регион, почнувајќи од Куманово до Гевгелија, кој што ќе содржи 144 места и кој што ќе биде изработен спрема сите норми кои што ги пропишуваат законите во прописите во градежништвото и во одржувањето и згрижувањето на старите и изнемоштени лица. Со ова е завршена првата фаза во делот на проектирањето, останува за понатаму да заеднички се погрижиме за реализација на овој проект. Подршка за изградбата на старечкиот дом во Кочани доаѓа и од Министерството за труд и социјална политика. Ние и како министерство претпоставаме дека и владата има интерес за изградба на таков еден објект, а претежно ме задоволува што тоа ќе биде во регионот во Источна Македонија, што значи досега не е било такво нешто и не само за Македонија, тоа ќе биде и за целата држава така корисно. Во Македонија има само 4 старечки домови. Во Скопје, Битола, Прилеп и Куманово, а за ваков објект во источниот регион одамна се чувствувала потреба. Интерес има многу голем, еве дури и Центарот за развој на источниот регион го прифаќа како свој проект. Ние исто како Сојуз на Сдружение на пензионери го прифаќаме како свој проект, така верувам дека ќе се најдат сили да почне и изградбата. Домот ќе нуди современи услови за сместување на старите и изнемоштени лица од источниот регион. Таков обект со 165-170 лежи, од кои на 90% двокреветни соби, оно е другото апартмани. Сметам да обезбедува една комплетна грижа за старите луѓе и друго што овој дом ќе биде регионален дом. Не е да биде кочански, но тој ќе биде на источниот регион заедно со Виница, со Каменица, со Делчево, со Печево, со Берово и према големината на бројот на пензионерите во тие општини, така и паритетно ќе бидат користење на овие капацитети.
Изработката на проектната документација чинеше околу 2 милиони денари, средства што ги обезбеди Сдруженијето на пензионери. Според проектот, домот за стари и изнемоштени лица треба да се гради на 1140 метри квадратни. На оваа површина е предвиден ресторантски дел и 3 ката за сместување на лицата, а во план е објектот да биде поврзан на системот за геотермална вода. Во Зрновци е отворен клуб на пензионерите, како огранок на Кочанското здружение на пензионери. Просторот го обезбеди локалната самоуправа, која во иднина планира и други активности за грижа за лицата од третото доба. И пензионерите од Зрновци добија свој клуб. За таа намена преадаптиран е просторот во поранешната Соколана во центарот на населбата, со што највозрастните жители добиваат пријатно каче за разонода и реализирање на своите активности. Иницијативата за отворање на клубот дојде од Кочанското здружение на пензионери, а подршка во реализацијата даде и општина Зрновци. Место на кое што ќе можеат да доаѓаат пензионерите, овде да држат, да го поминуваат поквалитетно нивното слободно време, да играат шах, да играат домино, пикадо, разни спортски други надпревари, да организираат помеѓу себе, да се запознаваат со нивните права и со нивните должности, се со цел да можат да ги остварат, значи, нивните активности со кои што ќе ги задоволат и нивните психофизички активности. Освен отворањето на клубот на пензионерите, во локалната самоуправа на Зрновци размислуваат и за други форми на грижа за највозрастните жители во општината. Ние општината исто така ќе инициираме кај Министерството за здравство да еднаш во месецот или 2 пати во месецот бидат посетувани од лекар и медицинска сестра со цел да можат да добијат совети, а исто така да се прати нивната здравствена состојба. Меѓутоа исто така овде, значи, да видат за нивните права, да ги користат оние бањски лекувалишта, да се организираат помеѓу себе за излети, за екскурзии, за прошетки, се со цел да можат квалитетно да го користат нивото слободно време. Во рамки на грижата за населението, локалната самоуправа на Зрновци од пред еден месец отвори народна кујна за граѓаните од социјално ранливите категории. Нејзините услуги засега ги користат 9 лица, а во наредниот период во план е да се вклучат и селата Мородвис и Видовиште. Исто така, во рамки на општината функционира и истурена канцеларија на Центарот за социјални работи од Кочани, каде граѓаните кои не се во можност да патуваат, можат да ги доставуваат потребните документи за остварување на своите права. Виничкиот мед руши рекорди на продажба. Виничката бандерола, иако се уште неофициализирана од државните министерства, го продаде медот од реколтата 2014. Се потврди и денес со слабата понуда на мини-саемската манифестација по повод Благовец. Од стотината пчелари, само тројца ги изложија производите од мед. На останатите истиот им е продаден. Според проценките на Сдруженијето Матица 2014 година, од 4000 пчелни семејства се произведени околу 20 тони мед, кои пчеларите го продадоа по цена од 240 денари на големо и 300 денари на мало. Меѓутоа, како што истакна председателот Тиме Јовановски, кој отвори програмата, продажбата е резултат на квалитетот кој е потврден со меѓународни признанија и фактот дека Виница има високо еколошки услови за производство, што не е случај со многу други општини во државата, а виничките пчелари се добро организирани и доволно едуцирани околу одгледувањето на пчелите. Сдруженијето има и мото: ако на некого му поклоните тегла мед, ќе го нахраните за еден ден, но ако го научите да пчелари, ќе го нахраните за цел живот. Ливадскиот мед е со светла боја и тоа карактеристично портокалова црвеникава боја. Тој мед ги содржи сите билки тревки кои што цветаат до 15 јуни. Ќе наброиме некои од нив. Од овошките, сливите, јаболката, кајсијата, црешата, вишната и така натаму, потоа сите тревести растенија како детелина, граворика, луцерка, потоа багрем и сите диви растенија, тука спаѓа и драката. Има уште многу. Овој може да се каже дека е составен од сите билки и затоа е многу здрав и лековит за човековиот организам. Троши се и салатата, доста се троши, поленот се троши, прополисот течен се троши. За децата имаме мечиње и Виница и за регионот карактеристичните два видови на мед, тоа е планинскиот мед или темниот мед, или ливадскиот мед или светлиот мед. И двата меда на овој наш регион, Виничкиот регион, се многу квалитетни. Доказ за тоа са чистата средина, води, релјеф, климата, местоположбата на Виница со колена со 3 планини. И ливадскиот мед ги содржи сите билки што цветаат до 15 јуни.
Тука спаѓаат од тревестите растенија, детелини, луцерки. Матица постои од далечната 1984 година и брои 72 официјални и 100 неофицијални членови. Празнувањето во чест на Благовец го разиграа и најмладите од основното училиште Славчо Стоименски. Програмата продолжи со организирана пчеларска вечер, а се заокружи со примопредавање на кумството. Деновите на медот завршуваат во вторник. По трет пат Кочани беше домаќин на вечерта на македонскиот афоризам, на која учествуваа афористичари од државата. Манифестацијата веќе станува традиционална, а годинава финансиски ја помогнаа Министерството за култура и локалниот бизнис сектор. Десетина пишувачи на афоризми од државата се собраа на третата вечер на македонскиот афоризам во Кочани. Организатор на манифестацијата е Сдруженијето на граѓани Афористичарска репрезентација на Македонија, што беше формирано пред една година. Со тоа во практика се реализира почетната идеја, афоризмот како сатиричен жанр директно да се доближи до јавноста, затоа што досега имаше многу малку можности афоризмите да се објават, да се презентираат и да бидат подостапни. Интересот кај кочанската публика беше голем, што се докажа со исполнетоста на салата на мултикултурниот центар. Навистина може да се види од сликите од снимките што беа веќе поставени на интернет дека салата беше преполна. Тоа е единственото мерило од кое јас се водев. Да направам нешто кој ќе има кој да го слуша и да ужива во него. Салата беше преполна, публиката беше задоволна, колегите се максимално задоволни, со сите контактирам после нивното заменување од Кочани дека е направено перфектно, што значи во целина направивме една добра манифестација. На вечерта на афоризмот во Кочани, освен домакинот и организатор Атанасов, учествуваа афористичари од Струмица, Скопје, Делчево, Велес и Струга. Сите тие се представија со афоризми што годинава ги испратија на конкурсот на манифестацијата, чие мото беше Лага Шега. За најдобрите имаше и награди, при што според одлуката на тричленото жири, првата награда му припадна на Витомир Долински од Струга, втората на Ѓорги Хадживасков од Скопје, а третата на Васил Толевски исто така од Скопје. Специјалната награда ја доби Наташа Ќурчиска од Пехчево. Вечерта на македонскиот афоризам ќе продолжи до година, за што уште од сега се размислува. Планирано и закажано е веќе до година на 1 април ќе се одржи четврта поред вечер, која станува традиција за Кочани и се надевам дека публиката ќе дојде уште во поголем број и ќе нема слободни места, па веројатно понатаму ќе размислуваме за некоја поголема просторија. Одржувањето на третото издание на вечерта на македонскиот афоризам во Кочани беше помогнато од Министерството за култура, од локалните самоуправи на општините Кочани и Чешиново-Блешево, како и од неколку локални претпријатија. Прво издание на меѓународниот фестивал Фолклорен караван во Виница. На плоштадот Ангел Винички се собраа околу 300 фолклористи од 6 ансамбли од Македонија и Бугарија. Фолклорниот караван е културно случување што годинава го имаше своето премиерно издание на плоштадот Ангел Винички во Виница. Фестивалот има меѓународен предзнак. Годинава настапија ансамбли од Бугарија и Македонија, а во следните години се планира учество на фолклорни групи и од други земји. Веќе пред големиот православен празник го реализираме фестивалот Фолклорен караван, кој што е од меѓународен карактер, на кој што настапуваат и ќе настапат уште некои ансамбли, вкупно 12 ансамбли, по 6 од Македонија и од Бугарија, со повеќе од 300 учесници. Целта на фестивалот е преку традицијата, преку фолклорот, за зближување на народите и така што ова е еден поттик за негување на традицијата кај младата популација, кај повозрастните да пренесуваат на помладите и така се надеваме дека со Господ напред дека овој фестивал ќе прерасне во традиција и од година ќе го организираме вториот со повеќе ансамбли од повеќе земји. Меѓу 6 ансамбли од Бугарија, 3 доаѓаат од районот на Пловдив и по еден од Благоевград, Кјустендил и Софија. Организирам фестивал. Името на фестивалот дојде само по себе. Гостуваме во градови низ Бугарија, а сега и низ Македонија, представувајќи го нашиот фолклор. Ја имаме честа да гостуваме кај нашите пријатели фолклорниот ансамбл Китка. Фестивалот досега имаше 4 изданија, ова е петото. Се организира 2 пати годишно. Она што не поттикна да дојдеме овде е фактот што во Македонија фолклорот се цени, се негува и продолжува да се развива, што за мене е исклучително важно, затоа што јас сум фолклорист по душа и срце и за мене благодарение на фолклорот нашите народи успеале да се одржат низ вековите. Најважни белези за една држава се незината историја и фолклор.
Фолклорниот караван има културна и забавна компонента. Со ова, Виница и Стибања, кои со децении наназад ги негуваат фолклорот и традициите од Македонија, добија уште еден фестивал покрај реномираниот меѓународен фолклорен фестивал Истибањско здравоживо, кој годинава ќе го има своето јубилејно 30-то издание. Основното училиште Малина Попиванова го празнува патрониот празник. В понеделник навечер се одржува свечената академија, а во вторник наутро ќе биде положено свежо цвеќе пред бистата на патронот. Викендов се одржа турнир во пинг-понг. Иницијативата за одржување на општинските надпревари во пинг-понг дојде на последниот состанок на градоначалникот Димитровски со директорите на основните и средни училишта. Заради популаризација на овој спорт, таму беше донесена одлука овие надпревари да се организираат во соработка со возобновениот пинг-понг клуб. Околу 60 надпреварувачи имаме заедно со нивните ментори. Да истакнам дека целата организација и целиот тек на надпревари е со голема помош од возобновениот пинг-понгарски клуб. Овие надпревари целта е да се популаризира овој спорт кој да ја потсетам јавноста дека пинг-понг спортот, односно пинг-понг клубот во малку поодамна, во малку и подзаборавено, имаше многу успеси и тој спорт беше доста популарен во градот. Се надеваме како училиште и како општина дека ќе допринесеме тој клуб да се врати на старите патики. Во машка конкуренција триумфираше Иван Димитров од основното училиште Малина Попиванова. Второто место го освои Андреј Иванов, а третопласиран беше Христијан Мишковски, двајцата од основното училиште Крсте Петков Писирков. Кај девојчињата триумфираше Марија Коцева од основното училиште Кирил и Методи, пред Ана Димитрова од Малина Попиванова и Бојана Попова од основното училиште Никола Карев. Надпреварите во пинг-понг беа увертира во чествувањето на патрониот празник на основното училиште Малина Попиванова. Ќе искористам ова можност да преку вашата телевизиска куќа да ја најавам академијата која ќе се случи на 6 април, односно понеделник во 19:30 часот во Центарот за култура Бели муги, да ги поканам граѓаните или заинтересираните од нашата општина заеднички да ја проследиме академијата, односно на 7 кога е баш патрониот празник ќе се случи положување на свеже цвеќе на бистата на Малина Попиванова. Основното училиште Малина Попиванова од Кочани годинава прославува важен јубилеј, 30 години постоење. А викендов во основното училиште Малина Попиванова се одржа општинскиот надпревар по англиски јазик за учениците од основните училишта. Во училиштето во тек се надпреварите општински надпревари, 70 ученика, односно 35 ментори во организација на Сдруженијето на наставници по англиски јазик во Република Македонија, односно регионалните надпревари по македонски јазик во регионот што го опфаќа Кочани, Штип, Делчево, Берово, Македонска Каменица, исто во организација на Сдруженијето на наставници по македонски јазик. Училиштето е секогаш отворено за овој вид на надпревари, бидејќи просториите во училиштето се наменети за учениците. Планинарите рекреативци од Кочани продолжуваат со своите активности. Викендов организираа предпразничен великденски марш низ Осоговските планини, при што се пешачеше на делницата од местноста Крушка до Царев врв, Китка и Маркова стапка, со враќање на поидовната точка. При тоа планинарите поминаа рута долга 40 километри, зашто им беа потребни околу 10 часа. Целта на рекреативците планинари е да привлечат и други љубители на планината и пешачењето, за да го промовираат здравиот начин на живење, со истовремено запознавање на природните богатства на Кочанскиот регион. Следуваат спортските информации. Иван Јанев, поранешниот борач на боречкиот клуб Спартак од Кочани, кој годинава настапува за боречкиот клуб Бучим од Радовиш, стана државен првак во сениорска конкуренција. Јанев се закити со титулата шампион на Македонија во категоријата до 61 килограм за државното првенство за сениори што се одржа во Штип во организација на Федерацијата на боречки спортови на Македонија и боречкиот клуб Балканец.
Јанев следниот викенд како дел од репрезентацијата на Македонија ќе настапи на меѓународниот турнир во Бурса, Турција. Релативно сиромашен спортски викенд. Осогово повторно разочара, а Бели не обезбеди пласман во плејофот. Викендов беше одиграно 14-то коло во третата фудбалска лига Исток. Во Кочани, Осогово Тиверија 1:1, полувреме 0:0. Пакетов и донесе водство на Тиверија во 60-та минута, на 1:1 израмни Стојков во 83-та. 1934-та во Виница ја слода екипата на Овчеполе со 3:2. Останати резултати од колото: Работник Џумајлија Брегалница Голак 2:2, Напредок Здравје Радово Каменица Саса 3:1, Плачковица Баби 3:0 и Беласица 14 октомври 1946 10:0. На табелата води Беласица со 36 бода, пред Плачковица со 34, Напредок Здравје Радово има 27, четврто е Овчеполе со 22, следуваат Брегалница Голак Баби и Каменица Саса, Осогово има само 18 бода, зад него е Работник со 17, Тиверија и Стог 1934 имаат по 10 и последна е екипата на 14 октомври без бодови. Поради настап на репрезентацијата до 17 години, викендов беше одложено колото во женската фудбалска лига. Втора футсал лига, 18-то коло. Резултати: Шкупи Цико 7:2, Гемиџи Рудник Саса 1:8, Овчеполе Богородица 4:2 и Шкендија Кратово 2:4. Со тоа во плеофот продолжуваат екипите на Шкупи, Кратово, Цико и Рудник Саса. Бели заврши во втората половина од табелата како седмопласиран со 12 бода. Редовно коло во втората македонска кошаркарска лига. Баскет Дино загуби на гостувањето во Битола кај Пелистер со резултат 90:63. Останати резултати: Без Страдовиш 76:63, Те Баскет Шкупи 72:58, Тетекс Тетекат Страндрим 82:78, одложен беше надпреварот Вардара Паве Борец Баскет, а слободна беше екипата на Михајловски. Води Те Баскет со 28 бода, пред Радовиш и Тетекс следуваат Борец, Бест, Пелистер, Вардара Паве, Шкупиц, Срандрим, Михајловски и последен 11-то пласиран е Баскет Дино. Викендов беше пауза и во втората македонска пинг-понг лига. Тоа беше се што ви подготвивме за понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.